Почитувани, дури и ОПСЕ утврди дека има несовпаѓање на 922 места на бројот на лица кои се запишани дека гласале и бројот на изброените гласачки ливчиња во гласачките кутии. Ова е ноторен доказ дека е спроведено полнење на кутии со однапред заокружени ливчиња за СДС со така наречениот метод на бугарски воз. ОПСЕ го воочи и нотира овој огромен криминал, но државните институции под палката на СДС и ДИК, која е под контрола на власта, не реагираат и го премолчуваат изборниот криминал од огромни размери. ДИК се стави во служба на СДС. Криминалните избори се аминувани од ДИК, со што Чичаковски стана соучесник во тоа. ВМРО ДПМН ќе поднесе кривична пријава против Александар Чичаковски, председател на Државната изборна комисија, за сторено кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 став 1 од Кривичниот закон. Имено, Чичаковски во текот на првиот и вториот изборен круг од локалните избори 2017 година со грубо кршење на законите, со умисла ги пречекори границите на своето службено овластување и овозможи корист на СДС. Чичаковски, во својство на председател на ДИК, не превзеде ништо во насока на поништување на изборите на гласачките места за кои имаше реални докази за извршен бугарски воз, тоа е полнење на кутии со однапред заокружени ливчиња за СДС. До ДИК беа доставени докази и записници кои утврдуваат како гласачки ливчиња од Карпош се најдени во гласачки кутии во Охрид, а од Врапчиште во Гостивар. Ова е јасен показател за извршен бугарски воз и за системска акција на полнење на кутии од страна на власта. Овој очигледен изборен криминал беше занемарен од страна на Чичаковски и беше озаконет со недејствувањето на ДИК. Имено, ДИК, согласно член 151, е должна со решение да го поништува гласањето доколку истото не е спроведено во согласно со изборниот законник, но и покрај законската обврска. Чичаковски, иако му беа познати случаите на изборен криминал, кои индицираат на спроведен бугарски воз, не превзема ниедно действие за кое санкционира ваквиот криминал и да ја гарантира објективноста на изборите. ДИК не го поништи ни гласањето ни во избирачкото место 2657, за кое постојат јасни докази дека е прекршена тајноста на гласањето. За ова биле приложени бројни докази, но ДИК постапи согласно закон и го преграши член 151 став 1 од изборниот законник. Почитувани, ова е со умисла спроведено криминално изборно фалсификување. СДС ги злоупотреби институциите и ДИК, која ја држи преку Чичаковски и врши брутално кршење на демократијата и волјата на граѓаните. СДС и сите прекршители на законите ќе одговараат за ваквиот криминал врз Македонија и македонските граѓани. Ви благодарам.